Автомобилската индустрија во светот се повеќе се насочува кон производство на електрични автомобили, бидејќи се зголемува интересот кај потрошувачите. Според податоците на Меѓународната агенција за енергетика, минатата година бројот на електрични превозни средства на светско ниво пораснал на рекордни 3,1 милион возила, а се предвидува доколку амбициите на автомобилската индустрија раснат до 2030 година да има од 125 до 220 милиони електрични возила во светот. Во Европа минатата година најголема продажба на електромобили имаше во Германија, додека во Македонија сликата е многу поразлична. Интересот за купување на електрични автомобили е многу мал. Според нецелосните податоци, од вкупно 1755 продадени нови возила за првите 6 месеци од годинава, само 3 се електромобили, а 27 хибриди. Иницијатива за поставување полначи за овој тип автомобили веќе реализира Ева на Македонија, која во неколку општини има поставено вакви уреди. Целта е да се поттикне користењето на електричен погон, што ќе придонесе за заштита на животната средина. Најголемата продажба на сите видови автомобили е во Скопје. До сега се поставени околу 5 полначи за електромобили на јавните паркинзи, но надлежните најавуваат дека во следниот период ќе бидат поставени 17 полначи на различни локации низ градот. Експертите велат дека потребно е да се стимулираат граѓаните да купуваат електрични автомобили, но и да се развива мрежата за полнење. Првото возило на електричен мотор во Македонија на пазарот беше продадено 2015 и чинело 26.000 евра. Во моментов на улиците во земјава се возат околу 80 електромобили на електрична енергија, од кои 47 во Скопје, а ако се додадат и хибридните возила, тогаш бројката изнесува 200 возила. За да се зголеми бројот на електрични возила, според Организацијата на електрични возила, потребно е да се обезбеди подобра инфраструктура и брзи полначи на повеќе локации и на автопатите кои за половина час би наполниле 80% од капацитетот на батеријата. Потрошувачката зависи од многу фактори. Ако се земе во предвид, зависно со кој тип на возило конвенционално споредуваме, дали со дизел или со бензин, зависно од типот на возачот, дали е агресивен или дали е посмирено вози, зависно од теренот на кој што се вози возилото, но меѓутоа некои овака анализи покажуваат дека соодносот на потрошувачката на електрично со класично возило е некаде од 1:5 до 1:10 соодносот. Од Факултетот за информацијски науки и компјутерско инженерство велат дека возилата најмногу трошат и најмногу емитираат јаглерод двооксид при нагли забрзувања и сопирања во сообраќајниот метеж. Во Македонија речиси 80% од возилата кои се возат се постари од 10 години, а само 2% се возила кои се ново увезени и имаат најмала емисија на штетни материи во воздухот.